Почитувани ученици, добар ден и добре дојдовте во уште една училница по предметот англиски јазик. Овој пат за 7 оделение ја представуваме методската единица споредување на две или повеќе лица, предмети, нешта, групи и така натаму. Јас сум наставник Билјана Темелкова, наставник по англиски јазик при Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. Да видиме кои се целите на денешниот час. Целите на часот се ученикот да се оспособи да споредува две или повеќе нешта користејќи соодветни форми за компаратив и суперлатив на придавките. Прво треба да знаеме што се придавки. Придавки се оние зборчиња кои ги користиме за опишување на именките. Да кажеме дали именката е голема, мала, дебела, слаба, висока, ниска, да кажеме каква боја е, од каков материјал е направена и така натаму. Значи, кога станува збор за споредување, зборуваме за comparison of adjectives на англиски јазик. Да видиме како може да ги поделиме придавките. За најлесно да се снајдеме во компарацијата на придавките, најдобро е да ги поделиме на long and short adjectives, односно на долги и кратки. Да ги погледнеме кратките. Под кратки придавки подразбираме едносложни и двосложни придавки, како например cold, hot, cheap, slow, fast, heavy, etc. etc. Под долги придавки подразбираме interesting, intelligent, dangerous, expensive, beautiful, сите оние придавки кои што се тросложни, четирисложни или можеби повеќе сложни. Значи на прв поглед кога ќе погледнеме оваа табела која стои пред вас, може да видиме дека short adjectives се навистина short и long adjectives се навистина long. Да видиме како ќе споредиме две нешта. Две лица, два предмети, објекти, групи, места и така натаму. Ова се нарекува компаративна форма или comparative form. Што значи тоа? Погледнете ги овие слики, па да разгледаме. This is piggy bank A and this is piggy bank B. You see? A is big and B is small. What can you say about these pictures? You know the answer, right? Piggy bank A is bigger than piggy bank B. And piggy bank B is smaller than piggy bank A. Bigger, smaller. Can you see? How to form comparative adjectives? Let's see. Adjectives of one syllable add ER. For example, long, longer, short, shorter. Значи, едносложните придавки добиваат наставка ER. Long, longer. Adjectives of one syllable and in E, they add R only. Значи, ако придавката завршува на E. Nice, nicer, late, later. Додаваме само R. Adjectives of one syllable and end in consonant, vowel, consonant, double the last consonant and add ER. Ова правило вака звучи комплицирано, но ние веќе претходно го знаеме со додавање на други наставки во други прилики. Нели? Значи, да речеме, имаме придавка big, која е едносложна придавка, завршува на согласка, пред неја има самогласка и пред неја има повторно согласка. За да ослободиме самогласката од двете согласки кои ја фатиле од двете страни, треба да ја дуплираме последната согласка. Big, bigger. Hot, hotter. Да ги видиме следните правила. Adjectives of two syllables end in Y. We change the Y into I and add ER. Pretty, prettier. Easy, easier. И ова правило вам ви е познато кога додаваме други наставки, како например во трето лице еднина при present simple на глаголите. Така, pretty, prettier. Долгото U преминува во I.
Исто така, некои придавки може да имаат и неправилна компарацијска форма. Како, например, good станува better, а bad станува worse. Уште некое правило за споредување на две нешта. When you compare two things, use them. Значи, кога споредуваме две нешта, треба да го употребиме изборот them, за да кажеме дека едното нешто е малку поинакво од ова другото. Например, she is younger than me. She is younger than me. Or this exercise is more difficult than the last one. Тука гледаме малку поинаква компарација за која ќе зборуваме подоцна кога станува збор за долгите придавки, односно повеќе сложните придавки. Но ајде малку да ги видиме, да повежбаме со кратките. Ги имаме придавките fast and slow. Can you see the horse and the turtle? Yes. Now, a horse is faster than the turtle. Конјот е побрз од желката. А обратно пак, a turtle is slower than a horse. Овде пак ги имаме придавките hot and cold. Coffee and syrup. The coffee is hotter than the syrup. The syrup is colder than the coffee. Се согласувате, нели? Мислам дека веќе знаете зашто зборуваме на овој час. Ајде да ги погледнеме следните примери. This is Hello Kitty. And this is Doraemon. Now, Doraemon is more popular than Hello Kitty. Во овој пример може да видите повеќе сложна придавка која што добива компаративна форма, додавајќи пред придавката more. Значи, на повеќе сложните придавки или долгите придавки, како што ги нарековме на почетокот на часот, не додаваме наставки, туку пред придавката ставаме more. Запамтете. Delicious, како долга придавка, во компаративна форма станува more delicious, of course. So, in adjectives with two or more syllables, we use more before the adjective. Delicious. Chocolate is more delicious than lemons. Dangerous. A snake is more dangerous than an earthworm. Do you agree? Што станува кога треба да споредиме повеќе од два предмети? Значи, три или повеќе лица, предмети, објекти, места, групи и така натаму. Ке ги земеме овие три предмети, односно три автомобили. Car A, car B and car C. You can see the price underneath and we have the adjective cheap. Треба да кажеме кој од трите автомобили е најевтин. Тоа ќе го направиме на следниот начин. Car A is the cheapest car of the three. Дали забележувате каква промена добива придавката кога зборуваме за суперлативна форма? Cheap, cheapest, наместо cheaper во компаративна форма. И секогаш по нацрвеното кое стои во реченицата the cheapest. Значи, кога станува збор за суперлативна форма, придавката мора да добие и едно the, еден член the пред неа. The cheapest. Сега ќе погледнеме пример со долга придавка. Придавката expensive. Ги имаме повторно трите автомобили, A, B and C. И треба да кажеме which one is the most expensive. Кој е најскапиот? So car C is the most expensive car of the three. Значи, повторно ставаме пред придавката most, а пред most ставаме the most expensive car of the three. Погледнете оваа табела со компаративни и суперлативни форми, да видиме како се формираат и да имате полесна представа во компаратив и во суперлатив. Значи имаме small, мало, smaller than, помало од
и the smallest, најмало. So small, smaller than the smallest. Easy, easier than the easiest. Лесно, полесно, најлесно. Funny, funnier than the funniest. Смешно, посмешно, најсмешно. Happy, happier than the happiest. Среќно, посреќно, најсреќно. И така натаму. Обрнете внимание на последните два примери. Good станува better than и the best во суперлативна форма. So you're the best, right? And bad станува worse во компаративна форма and the worst во суперлативна форма. Да повежбаме малку. Beth is нешто than Eduardo. Now Beth и Eduardo ги споредуваме, значи споредуваме две нешто, односно две лица. Користиме компаративна форма. Имаме more, short или shorter. Што мислите вие? Shorter. Значи сте во право. Браво, одлично. Одиме понатаму. The blue dress is than the yellow dress. Значи повторно споредуваме две нешта, два предмети. Син фустан и жолт фустан. Beautiful, most beautiful, more beautiful. Што мислите? Што ќе стои? The blue dress is more beautiful than the yellow dress. Одлично. Одиме понатаму. My cat is than your cat. Сега споредуваме две мачиња. Big, bigger, more big. What do you think? Is bigger than your cat, of course. Одлично. Ајде да видиме. This book is the book I have ever read. Значи споредуваме една книга со сите книги кои што сум ги прочитал. Значи споредуваме повеќе нешта. Значи треба да користиме суперлатив. Longest, longer или most long. What do you think? It's the longest book I have ever read. Right? Ајде уште ова. She is the girl in the class. Значи едно девојче го споредуваме со целото оделение. Smart, smarter than, smartest. She is the smartest girl in the class. Very good. Bravo. Now, for more exercises, you can just Google in comparative and superlative adjectives in elementary and you can practice more. Се надевам дека уживавте во овој час и ви благодарам на вниманието од се срце. До следно видување и следна наша средба. Ве поздравувам.